Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. За Мајката Божја, Пресвета Богородица. За Мајката Божја, Пресвета Богородица, има многу да се кажува и да се зборува. На сите свети богослужби, во сите домашни молитви, читаме посебни молитви кон Мајката Божја. Нема храм во кој нема икона или фреска на кој е изобразен нејзиниот лик. Тоа доволно зборува колкава е почитта кон Мајката Божја. Па ќе почнеме вака. Големо е значението на Пресвета Богородица за спасението на човекот. Таа е зачетокот на нашето спасение. Таа е она која му даде човечка природа и го роди по тело нашиот Господ Исус Христос. Затоа ние ја нарекуваме и Богородица или Мајка на Бога Исуса Христа. Таа е она во која видовме чудесен спој на сите христијански добродетели. Света Дева Марија е она која го поправи и го исправи старозаветниот престап на Ева. Имено преку Ева влезе гревот во човекот, а преку Света Дева Марија дојде спасението. Некогаш човекот се оддели од Бога, а овде во црквата, преку Богородица, тој повторно се соединува со Бога. Некогаш змијата и шепотеше на Ева, наведувајќи ја на грев, а еве сега Архангелот Гаврил со блага вест Марија Дева ја поздравува, соопштувајќи и за овоплотувањето, односно за раѓањето Христово, кое во неа треба да се изврши. Ова се само неколку споредби за незината улога во спасението на човекот. Ако зборуваме за Господа Исуса Христа, не можеме да ја изоставиме Пресвета Богородица, која му даде тело. Зборувајќи пак за Пресвета Богородица, секако се осврнуваме и на Христа, зашто таа од него црпи благодат и важност. И затоа Пресвета Богородица е тесно поврзана со Господа Исуса Христа. Ова јасно се согледува и во животот на црквата, во животот на светиите, како и во животот на сите вечни чеда, верни, чиј што карактеристичен белег е љубовта и почитта кон Мајката Божја. Денес е почетокот на нашето спасение и објавувањето на вечната тајна. Се вели во тропарот на празникот Свето Благовештение, кој ќе го прославиме деновиве. И навистина Благовештението е почеток на сите Господови празници, означувајќи добра вест или блага вест. Благовестие за најголемата и нарадосната вест во историјата на човештвото, за спасението на човечкиот род, кое што се изврши преку овоплотувањето на Синот Божи во утробата на Света Дева Марија. Затоа и овој празник се нарекува и Свето Благовештение или Благовец. Овој празник се празнува секогаш на 7 април по нов стил или 25 март по стар стил. Свето Благовештение е богородичен, но и Господов празник. Господов бидејќи се однесува на Христа Господа, кој што беше зачнат во утробата на Богородица, а богородичен се нарекува бидејќи се однесува на онаа личност која што придонесе во зачнувањето и во човечувањето на Словото Божјо. Постои една древна легенда која гласи вака. Светиот Андреј Јуродиви, ослободен од земните маки и распнувања, побрза на небото, примен пред портите на рајот, Свети Андреј почнал да ја бара својата прекрасна небеска кралица, Богородица. Каде е таа? Го прашал својот водич.
Таа не е тука, одговорил ангелот. Таа е во светот со оние кои што страдаат. Таа ги суши солзите на незините расплакани деца. Сушејќи им ги солзите и исцелувајќи ги нивните рани, преклонувајќи ги раците на своите деца кои страдаат, сакајќи ги, почувајќи ги, подсетувајќи ги на Бога, молејќи се со нив, тоа се начините на кои Богородица соработува со волјата на својот Син, Господ Исус Христос. Света Дева Марија е родена пред повеќе од 2000 години од благочестиви родители Јоаким и Ана. Пород му припаѓа на коленото на цар Давид. Меѓувреме, додека таа престојувала во Ерусалимскиот храм, незините родители починале. По напуштањето на храмот во незината 13-та година од животот, бидејќи немала каде да се врати, а во согласно со старешините на храмот во Ерусалим, првосвештеникот Захарија, таа била дадена на чување кај незиниот постар по години роднина Јосиф, кој исто така потекнувало од Давидовото колено. Само да кажеме дека првосвештеникот Захарија бил татко на свети Јоан Крстител. По милоста Божја, Марија беше безгрешна од моментот на незиното зачнување, остана така цел живот. Бидејќи била мајка на Богочовекот Исус Христос, Марија се нарекува, а всушност е, онаа која го родила Бога во тело, Богородица. Но освен тоа, таа е мајка на човечкото семејство, секогаш подготвена да се застапува за сите нас кај Бога, да ни помогне на сите, исто како што направи на свадбата во Кана Галилејска во Галилеја. Марија завзема многу важно место во побожниот живот на христијаните. Може би најтипичниот аспект на посветеноста на Богородица е љубовта кон децата и доверба во незината постојана заштита и застапување за луѓето. Таа е прославена на небото преку незиното успение. Празникот Успение се празнува на 28 август, но верниот народ го чувствува незиното присуство секој ден и често ги повторува зборовите на ангелот Гаврил од Евангелието. Богородице Дево, радувај се благодатна Марија, Господ е со тебе. Благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твојата утроба, зашто си го родила Спасителот на нашите души. Ние постојано се молиме, Пресвета Богородице, моли се за нас грешните. Во преданието двата најважни извори за почит на кон Света Дева Марија се светите икони каде што е представен незиниот лик и многу богослужбени текстови. Така, например, за празникот Рождество на Пресвета Богородица се празнува на 21 септември, тропарот објавува: раѓањето Твое, Богородице Дево, радост објавува на целиот свет, зашто од Тебе изгреа сонцето на правдата, Христос, нашиот Бог. Поништувајќи го проклетството ни даде благослов, уништувајќи ја смртта ни подари вечен живот. Слични чувства се изразуваат и на другите празници посветени на Мајката Божја. Меѓу највпечатливите химни што некогаш биле составени во чест на Света Дева Марија е она што се пее како дел од божествената литургија. Достојно ест, или навистина е достојно и соодветно да ги пееме Твоите пофалби, Богородице, секогаш блажена и потполно безгрешна и непорочна, и мајка на нашиот Бог, повисоко под чест од херувимите и неспоредливо пославна од серафимите. Ти која безгрешно го роди Бога Словото, навистина си Богородица и ние те величаме. Светите икони се обидуваат да ги свртат нашите мисли кон небото. Ако ги посматраме од богословска страна,
и иконите ја привлекуваат душата, а не окото. Така не е убаво во секојдневните услови да се посветува поголемо внимание на природниот израз на иконата или фреската. Тој е дизајниран да прикаже духовен израз на спокојна возвишеност и да ја изнесе душата, а не телото во фигурата представена на иконата. Целта на уметноста не е да го представи совршенството на телото, туку да ја репродуцира духовната суштина и да биде наш прозорец кон небесата. Примери на значајни икони посветени на Мајката Божја се Пресвета Богородица Владимирска и кај нас во Македонија Света Богородица во манастирот Пречиста, кај Кичево и многу други. Почитта кон Мајката Божја јасно се рефлектира кај сите христијани во светот, а така е и кај нашиот македонски народ преку изградба на многу цркви и манастири посветени во нејзино име. Ќе спомнеме само манастирот на Света Богородица во Матка кај Скопје, во Берово, во Кичево, во Колумбос, во Детройт, во Лос Анџелес и многу други. Причина за славењето и почита кон Мајката Божја е да ни овозможи ние заедно со неа да кажеме: еве ја слугинката Божја, нека ми биде според зборовите Твои, и со тоа да ја исполниме целта на нашето постоење за вечен живот со Бога. Богородице Дево, радуј се благодатна Марие, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на Твојата утроба. Зашто си го родила Спасителот на нашите души.